На денешен ден Господ се преобразил пред апостолите. Христос на планината Тавор се појавил во сета негова слава пред апостолите Петар, Јаков и Јован. Се појавиле и пророк Илија, кој бил жив земен на небото, и Мојсей. Светиот пророк Илија зборувал за славата Христова која доаѓа и најнапред неговите страдања и за славата кој ќе има. Традиционално на денешен ден верниците ги посетуваат Божите храмови од длабоко верски и лични причини. Свекички да се запалимо, денеска се е преобразил Господ на планината Тавор. И така, многу бав овај ден, светол ден е. Преображение всушност не учи секој од нас да се издигне над сопствениот тавор, да се преобрази од човек во Бог. Црквата денес не кани да ги отвориме дверите на нашето срце, за таму да го населиме Бога и сите луѓе, да подариме повеќе љубов, да се преобразиме не само себе си, туку со својот пример и сите околу нас. Заедно со црковната, кај народот се почитува и друга традиција. На преображение за прв пат во годината се бере грозје и се носи во црква, каде свештеникот по молитвата го благословува. Гројзе за здраве носа севте. До денеска не се јаделе гројзе, сега се има апнет гројзе. Пречестат се апнети гројзе. Посветува се и се јаде, се раздава. Денеска е прв скинал од гројзето Господ негово и однесел у црква. И за тоа се носи. Оние кои постат на денешен ден ја примаат светата причест, како вовет во големиот празник Успение на Пресвета Богородица.